Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Навистина мене ми е мило и драго што можеме повторно и оваа вечер се разбира по милоста Божја, која што Господ преку Исуса Христа, преку Синот Божи, може секојдневно да ја покажува на секого еден од нас. Библијата зборува отворено по прашање на нашите дела. Какви се нашите дела? Пророкот Исаија зборува какви се човековите дела и каква е човековата правда. Но сепак, без разлика на тоа, Бог ја појавува или ни ја посакува љубовта Божја на сите нас и тој преку Исуса Христа секојдневно ја покажува на сите нас. Така да, навистина мене ми е мило и драго, како што реков, да бидеме и ова вечер заедно и да го слушаме гласот на нашиот Господ и Спасител. Ако нешто може да се мери со Словото Господово во овој свет, всушност Библијата открива дека нема нешто што би можело да го споредиме со Словото Господово. Словото Господово е поскапо од најдобриот и најскапиот бисер. Тоа е непроценливо богатство кој Бог ни го дава преку својата милост. И затоа човекот ништо не може да направи по сопствени дела и по своја правда. Апостолот Павле ќе каже: нема ни еден праведен, нема ни еден добар, и сите се лишени од славата Господова. Потоа псалмистот Давид зборува за нашата грешност. Колку сме ние расипани. Потоа кога ќе го читаме Словото Господово, кога ќе читаме од Мојсевите книги, ќе видиме уште на почетокот по прашање на нашето расипано срце, дека нашето срце уште од мали години стана расипано. Зошто е расипано нашето срце? Па дури Господ Исус Христос зборува за срце кое е расипано. За срце кое е полно со зло, со омраза, со гнев, со завист и така натаму. Но сепак, зборуваме, како што најавив пред неколку емисии, за доста интересна тема која што треба секој еден од нас со помош на Светата Тројца, на Таткото, Синот и Духот Свети, да ги повикаме и да го трансформираат комплетно нашиот живот. Зборуваме за трансформација, зборуваме за обнова, зборуваме за преобразение. Библијата ни зборува за овие нешта. Исус ни зборува за овој многу клучен фактор во нашиот духовен развиток. Почитувани, возлюбени во Господа. Без наново раѓање не можеме да станеме граѓани ниту жители на Царството Божјо. Затоа што само во Царството Божјо ќе има луѓе кои што се наново родени преку Духот Свети и преку бајната на природување, а тоа е Словото на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Потоа, кога човек има наново роден живот, тој веќе не е истата личност како што е бил и порано. И затоа вели, тоа значи дека кога некој станува верник, тој веќе не е иста личност. Тој веќе е нова личност, зашто поранешното помина. Со стариот живот завршено е веќе се и започнува еден обновен живот, заедно со помош на Господа и се движи. И така, кој е во Христа? Тој е ново создание, нова личност, трансформирана личност, со еден обновен ум, со едно обновено срце и карактер. Затоа што со старото се е веќе завршено. Но, пред да преминиме на многу нешта кои што сакам ова вечер да ви ги пренесам, јас сакам да отвориме заедно во Евангелието на Јован, 3 глава. Доста познатиот текст кој што и минатите емисии го прочитавме, но и ова вечер ќе го прочитаме. Разговорот меѓу Исус и Никодим. Ноќниот разговор меѓу Исус и Никодим. И еве што ни вели Словото Господово. Меѓу фарисеите имаше еден човек по име Никодим, началник јудејски. Тој дојде кај Исус ноќно време и му рече: Рави, знаеме дека си учител, дојден од Бога,
зашто никој не може да ги прави овие чуда што ги правиш ти, ако Бог не е со тебе. Исус му одговори и рече: вистина, вистина ти велам, ако не се родиш од озгора, не можеш да го видиш Царството Божјо. Никодим му рече: како може човек да се роди кога е стар? Зар може по втор пат да влезе во утробата на мајка си и да се роди? Исус му одговори: вистина, вистина ти велам, ако не се родите од вода и дух, не можете да го видите Царството Божјо, ниту да влезете во него. Зашто роденото од тело е тело, а роденото од дух е дух. И затоа не чуди се што ти реков, вие треба да се родите од озгора. Ветрот дува каде што сака, а гласот негов не го слушаш, но не знаеш каде иде и од каде оди. Така е со секој кој е роден од духот. Никодим му одговори и рече: како може тоа да биде? Исус одговори и му рече: ти си учител на Израел, па ли тоа не го знаеш? Вистина ти велам, или ви велам, ние зборуваме и сведочиме за она што сме го виделе, а вие вашето сведоштво не го примате. Кога за земни работи зборуваме, не верувате. Како ќе поверувате кога ќе почнеме да зборуваме за небесните? Никој не се искачи на небото, освен Синот човечки кој слезе од небото и кој пребива во небото. Како што Мојсе ја подигне змијата во пустињата, така треба да биде издигнат и Синот човечки, да секој што верува во него да не загине, но да има живот вечен. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него не да погине, но да има живот вечен. Зашто Бог не го испрати својот син во светот, за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него нема да биде осуден, а кој не верува, тој е веќе осуден, зашто не поверувал во името на еднородниот Син Божи. А ова е судот, затоа што светлината дојде на светот, но луѓето повеќе ја засакаат темнината отколку светлината, зашто нивните дела беа зли. Зашто секој што прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлина, за да не бидат разоткриени неговите дела, бидејќи се лукави. А оној што го тврди вистина, оди кон светлината, за да се види неговите дела, бидејќи се по Бога извршени. Амин. Овој текст е доста познат текст, барем оние кои што ја проучуваат Библијата, оние кои што поактивно ја читат, оние кои што редовно се хранат преку словото на нашиот Господ и Спасител. Овој текст кој ни е запишан пред 2000 години е денеска исто толку многу свеж и многу клучен фактор во нашиот духовен развиток. Без наново раѓање, нашите имиња нема да бидат запишани во книгата на животот, ниту пак ќе можеме да имаме дел во првото воскресение. Библијата ни зборува за сите овие нешта. Книгата Откровение, која е последната книга од Новиот Завет, ни ги напоменува сите овие нешта. Јован Богослов, кој го добива Откровението во островот Патмос, ни ги дава сите овие нешта, ни ги објаснува и тој ги запишува и нам ни ги остава. Дека без наново раѓање, нашите имиња нема да бидат запишани во книгата на животот. Кои се оние кои што го имаат сведоштвото на Исуса Христа? Оние кои имаат трансформиран живот, оние кои што се преобразени, оние кои што се од Бога родени, оние кои што живеат за Христос. За жал, овој термин трансформација или наново раѓање, многу ретко луѓето знаат за што станува збор. Иако Библијата ни зборува конкретно по ова прашање и не само што ни зборува, туку таа ни дава одговор што е тоа наново раѓање. Всушност, кога ќе го читаме ова нешто и понатаму Библијата ни открива и ни дава одговор што е тоа наново раѓање. Како може човекот да биде наново роден? Верувајте ми, без вера во живиот Бог не можеме да бидеме наново родени луѓе.
Затоа е потребно или е потребна да ја вклучиме верата. Библијата ни открива дека не е возможно без вера, а да му угодиме на самиот Господ Бог. И оние кои што доаѓаат пред Бога, треба да доаѓаат со вера. Кога зборуваме за наново раѓање, самото наново раѓање е квалификација на верата. Кога зборуваме за наново раѓање, самото наново раѓање произлегува од верата во живиот Бог. И затоа Библијата ни зборува со помош на Таткото, Синот и Духот Свети, човекот може да се наново роди и да започне еден нов живот во Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител, и да неговото име биде запишано во книгата на животот. И над него втората смрт не ќе има можност или власт да владее. Почитувани, затоа уште еднаш сакам да напоменам дека треба да го читаме писмото. И писмото ќе ни даде конкретни одговори по ова прашање. Што е тоа трансформација? Што е тоа обновен живот? Затоа се надевам, ако сме здрави и живи, и до наредната емисијата Гласот на вистината, ќе имаме можност, малку ќе дебатираме по оваа прашање, вклучувајќи го и пасусот од Евангелието на Јован, 3 глава, разговорот меѓу Исус и Никодим. Внимавајте. Читајте го овој текст кој ни е запишан во Евангелието на Јован. И размислувајте за ова прашање, всушност размислувајте зошто Исус му вели на Никодим дека треба да се наново роди, дека тие треба да се наново родат. Наредната емисија малку ќе дебатираме за Никодим. Всушност, кој бил Никодим? Иако текстот ни открива кој бил Никодим, но ние ќе имаме можност малку повеќе да дадеме информации, се разбира со Божја помош. Кој бил Никодим? Дотогаш имајте убава и благословена вечер, Господ нека биде со вас и се разбира Бог нека ве води вас и вашите деца. Пријатна вечер, уште еднаш и се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатно.